Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Еден момент на невнимание и животот на секој пешак може да заврши. Автомобилот во рацете на неодговорни возачи е смртоносно оружје. Дали е време законот да ги третира овие возачи како сторители на тешки кривични дела? И дали казните за возачите кои што предизвикуваат смрт на пешак се доволно строги? Тоа е она што ќе говориме денес со вас во ново издание на Црвена линија, а на самиот почеток ќе го проследиме и прилогот на Тамара Марковска. Граѓаните не се чувствуваат безбедно кога треба да поминат на пешачки премин. Пред камера зборуваат за моменти кои ги преживеале, кога преминувајќи на пешачки можеле да загинат. Не се чувствувам безбедно. Ќе ви кажам од една причина. Тоа беше пред неполна година на Партизанска, од Пазарче Буњаковец, ја преминував улицата на пешачки. Неколку коли, зборувам од страната на Пазарчето, ми застанава, не бев сама, една голема група, и таман да дојдеме до последната лента, одеднаш еден млад дечко со една скапа кола, среќа застанавме. Сега си внимаваме многу, да ти кажам правилно, се вози лошо се вози, па ќе видиме сега понатака како ќе биде со тие камери. Може и ќе биде поварно. Внимавам јас кога поминувам на пешачки колку што можам. Па треба да се контролира во секој случај. Возат луѓе без дозвола и со дозвола. Барем тоа да се внимава. Пешаците со кои разговаравме велат дека потребно е поголемо внимание. Често гледаме дека има пешаци кои се прегазени. Кај кога ја гледате вината за тоа? Кај пешакот. Ако чека дозволено, нема да биде прегазен. Треба малце повеќе да се отварат очи со несовесни возачи. Односно, треба да бидат пешаци малце повнимателни, затоа што не се знае од која страна ќе ти дојде автомобил. Во земјите на Европската Унија годишно во сообраќајни несреќи гинат околу 20.000 луѓе. Според податоците на Евростат, во 2023 година загинале 20.380 луѓе на патиштата. Најмногу процентуално гинат во Бугарија и Романија, по 81 човек на 1 милион жители, а најмалку се гине во Шведска. Само во последните неколку дена низ Македонија се случиле повеќе тешки сообраќајни несреќи. Во центарот на Скопје загина велосипедист кој бил удрен додека преминувал на пешачки премин. 79 годишна жена беше прегазена кај гимназијата Јосип Броз Тито, а 11 годишно девојче беше удрено на улицата Перо Наков. Во Кичево 10 годишно девојче се бори за живот по несреќата на магистралата Охрид-Кичево, а во друг инцидент на кеот на Вардар пред неколку месеци 68 годишен пешак почина на лице место. А сега, драги мои, време е да ве подсетиме каде треба да бидете активни доколку не сте на социјалните медиуми. Секако во текот на целиот ден објавена е анкета на Црвена линија во која што можете да учествувате доколку го заследите нашиот профил на Инстаграм, но и профилот на Телма телевизија. А еве како изгледаме на Инстаграм стори и кое е денешното прашање на Црвена линија. Дали казните за возачите кои што предизвикуваат смрт на пешак се доволно строги? Како што гледате на полињата имате можност за два одговори, дали е тоа да или не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, а во текот на ова издание ќе ги сумираме резултатите и секако кон крајот на истото ќе ги соопштиме во проценти. Исто така да ве подсетам дека за учество во Црвена линија покрај активното и во живо со вртење на телефонскиот број 023070005 можете да бидете активни и на Facebook. Црвена линија редовно своите теми ги објавува на својот профил, така да доволно е да не заследите на Facebook, но паралелно и на профилот на Телма телевизија. Пишувајте секако коментари, тоа е активно учество
се разбира во црвена линија, ќе ги читаме и една многу важна напомена како и секогаш. Пред се не заборавајте да го намалите тонот на ТВ приемникот и внимавајте на употребата на зборови. Сосема разбирливо е во одредени теми да бидете гневни, вознемирени, но никако немојте да нели се обраќате на јавноста под нашата етика, односно да се држиме до културата на изразувањето. Избегнувајте ги погрдните зборови, навредливи зборови, говорот на омраза и секако говорот кој што алудира на насилство. Тоа важи и кога пишувате коментари. Се со цел да можеме да ги прочитаме јавно. Ние сме подготвени за вас, а секако до нас се доаѓа со вртење на бројот 02-307-0005. Прашањето и темата денес на црвена линија објавена и на екраните. Ве прашуваме дали е време според вас еве и законот да ги третира овие возачи како сторители на тешки кривични дела. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали сум јас на линија? Да, веќе сте во црвена линија, повелете. Благодарам. Нема да употребам ниједен збор лош, ни навредлив, ни понижувачки, ќе ја кажам вистината. Намали го малку. Еве, се случуваат и во сообраќајот кривични дела, и на улица, и во затворот во Штип, еве, се разбра дека дечкото што починал бил претепар од некои затвореници, а полицијата гледала како го уништувала, тама како е така, и овие што се случуваат сообраќајките по улица, по пат, и тоа е веќе се преку граница да минато ова пуста наша култура македонска што се остава секој на милост и немилост, само младителите да бидат заштитени како бели мечки. Дали вие се чувствувате безбедно еве како учесник во сообраќајот, можеме и тоа да ве прашам? Како? Дали се чувствувате безбедно како учесник во сообраќајот? Јас сум учесник во сообраќајот веќе многу децении, не многу години, меѓутоа внимавам да бидам човек, да внимавам и на другите, не само на мене. Па јас ако не внимавам на вас, вие кога преминувате улицата, зашто сум јас тогаш дошол да возам на улица? Треба да идам по планина како диви мечки да изигруваме. Дали казните за возачи кои што предизвикуваат смрт на пешак според вас се доволно строги? Ма како доволно строго, треба уште посего да ми треба стварно казни. Така, благодарам многу за учеството со вас. Ја започнуваме сушност и дискусијата. Поканете сте сите и верувам дека секој еден од вас ќе има одговор на денешните прашања на црвена линија. Напомена по вртењето на телефонскиот број 02-307-0005. Само внимавајте и потрудете се да е целосно намален тонот на ТВ приемникот. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, дали е намален тонот на телевизорот? Да. Да, во ред, повелете, ве слушаме. Видите, сигурност, нема никаква сигурност, многу сообраќај, многу коли, многу све. Сите сме и возачи од една страна, сите сме и пешаци. Сите грешиме, и во возењето, и во пешачењето. Имате моторцикли кои на пешачки проаѓа, не да го гура моторчето, да се изразам така, него го вози во маса луѓе. Тоа никој не го взима. Сега јас само би додал во ова приказна, кој ги носи законите? Неписмена раја не води оваа држава. Значи, треба да им се види дипломите од кај им се и што се, кој е за сообраќај министер и што ти ја знам. Да видиме дипломите од кај им се и што завршиле тие луѓе и што го кројат законот. Никакви луѓе не водат, нити знаат закон, нити знаат ништо, не усмрдеа во ова Скопјево, не усмрдеа по населбија се од Висбегово. И не можеме ние никад да одиме напред со купени дипломи. Сите што не водат нека покажат од нашите универзитети дипломи, а не да покажат од Тетово, од Гостивари и што ти ја знам, кај ги има. Штулови, мулови универзитети. Нека се од таму кај штулот, дека си бараат власт и нека носат закони. Многу и наши и невни има. Таму заврши. И така ќе си патиме, така ќе ни тече. Благодарам многу и за вашето учество во црвена линија. Останете со нас и продолжете да не следите.
Сега ќе ве прифрлам секако на Facebook да ви укажам на тоа каде можете активно да дадете одговор на денешните прашања на Црвена линија. Сегогаш на нашиот профил, поточно на зидот на нашиот профил, преку фотографија, анимација, Црвена линија ги објавува темите за кои што најчесто зборува со вас. Дали казните за возачите кои што предизвикуваат смрт на пешак според вас се доволно строги? Секако пишувајте коментари, бидете активни во текот на ова издание, секако ќе ги читаме истите, но ве молам почитувајте го правилото, да се држиме и до темата, секако искористете можноста да го искажете вашиот став, бидејќи Црвена линија е неминовна емисија за граѓаните. А токму вие сте и активни во секојдневието, па така и во собраќајот. Па еве според вас да слушнеме, дали е време законот да ги третира овие несовесни возачи како сторители на тешки кривични дела? И дали сметате дека казните за возачите кои што предизвикуваат смрт на пешак се доволно строги? Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Добар ден. Значи, многу слабо ве слушаме во моментот. Добар ден, дали се слушаме добро? Сега јас воопшто не ве слушам. Како и да е, уште еднаш мора да повторуваме во однос на тоа, е многу важно, особено за сите вас кои што можеби до сега не сте се вклучиле во контактна емисија. Верувам дека Црвена линија и како со денешната тема ќе ве заинтригира и ќе се вклучите во оваа дискусија. Првично и најважно, од кога ќе ве превземат во режија, намалите го целосно тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, голем поздрав до вас. Ве слушаме во Црвена линија сте. Види, бака Тина. Сите сме возачи. И јас сум возач, нормално. Друго е, со постари зборови да речат, кога ќе седнам во моето возило, сум потенцијален убица, пример. Не сватете ме буквално само. Не разбирате? Да, и ве слушам. Ти не знаеш што ќе излезеш, што ќе направиш, значи потенцијален убица. Меѓутоа, да имам оправдање за безвозачка, за безрегистрација, за подейство на алкохол или дрога во поново време, нема оправдање. Кога јас би судел со велат турците 101. Али дека може да се случат сообраќајки, реков, при чиста совест, може. Ама штом слушнам такво нешто, то за мене нема оправдање. Какво оправдање ќе има за тој што жалосно, ќе кажам, што изгази на пешачки премин. Пијан, осудуван, па многу било 12 години. Не бе 12, 120 треба. По моје мислење, јас имам внучина, имам деца, имам се. Исто и за мене важи. Ако во таква состојба немам што да барам, нема кој да ме брани, виновен 100%. Толку имам, Тина, фала пријатно. Благодарам многу што во своите 90 секунди, кој што е време трајање во едно определено за едно вклучување, го искажавте и споделивте вашиот одговор со останатите гледачи во моментот во Црвена линија. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Видите вака, Тина. Кога збориме за овој дел на... Продолжете, ве слушаме. Не некој друг има програм? Не, ве слушаме, продолжете. Видите вака, Тина, кога збориме за сообраќај, ја пред... Продолжете, ве молам. Збориме за сообраќај, ја сепак 50% би ги откривил пешаците. Не внимаваат. Кога возилото ќе дојде до пешачкиот премин, исто предниот дел од возилото
го поминува пешачкиот премин, пешакот е должен да застане, да го пропушти возилото, па после тој да помине, па после пешакот да помине. Тука мора да има некои разграничување и во законот го пишува тоа. Пешакот е должен да застане на тротоарот, да погледне лево десно и да се увиди ако е возилото далече на најмалку 20 на 30 метра, да он може безбедно да помине. Ако веќе е возилото до самиот пешачки премин, тоа е многу тешко да застане возилото. Еве, според вас, дали е време законно да ги третира овие возачи како сторители на тешки кривични дела? Да, треба да има промена, ама сепак да ви кажам, возењето е некоја специфична работа и во моментот дали гледаш или не гледаш, тоа не може никој да го резонира, не може никој да го предуслови. Дали е тоа се? Па да, мислам дека и времето веќе не лимитира. Благодарам многу за вашето учество и за вашите одговори. Продолжете да не следите и понатаму. Уште еднаш за оние кои што малку подоцна се вклучивте, не заборавајте, секако сте добре дојдени сите да земете активно учество во денешната анкета на Црвена линија. Ве потсетувам за следете го нашиот профил на Инстаграм, секако и профилот на Телма телевизија и еве она што бараме од вас денеска е да дадете одговор на следново прашање. Дали казните за возачите кои што предизвикуваат смрт на пешак се доволно строги? Две опции за одговор: да, не. Кликнете на вашиот одговор, а конкретно во издание ќе ги соопштиме резултатите, се разбира пресметани во проценти. Продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. До сега можевме од вклучените гледачи да слушнеме ни за горе-долу можеби исти одговори во однос на тоа дали треба построги казни, но секако очекуваме и понатаму во Црвена линија да ве слушнеме вас како активни учесници во собраќајот. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, Игор. Еве, дали сметате дека е време законно да ги третира овие возачи како сторители на тешки кривични дела? Па тешки кривични дела, Тина, тешко е да се гони, да се, викам пред овај закон, да се права за тешки кривични дела, но кривично дело е малце што брза, што прат пресметки преки луѓето, но треба секој граѓанин да е свесен што вози кола, да не разговара на мобилен, да не пие алкохол. Јас, например, не пијам алкохол и неам, ама јас не возам кола, но тешко е да само тие што сториве кривично дело, тие да се гонат, тие што сториве кривично дело. Тина, нешто друго сакав да речам, со овие станови, со станот ми е тешко да го допрам, многу прајни има овај станот мој. Дали може некако помош некако, станот ми е запуштен и така, добро. Така, Игор, еве споделивте со гледачите, верувам дека ќе излезат во пресред. Благодарам за учеството и секако за тоа што еве споделивте со гледачите кои одговорат на денешното прашање. А ние ве подсетуваме, денес Црвена линија ве прашува дали е време законно да ги третира овие несовесни возачи како сторители на тешки кривични дела и дали казните за возачите кои што предизвикуваат смрт на пешак според вас се доволно строги. Како се чувствувате како активни учесници во собраќајот? Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте, повелете. Исто и вие. Благодарам. За кривично дело, мислам дека не треба да бидат сообраќајните прекршоци. Колку се криви возачите, толку сме криви и пешаците. Во Скопје пешачките премини се толку избледени што не се приметуваат никаде се, а се толку збиени едно до друго што и не можеш да предпоставиш дека од преградите меѓу
еднонасочните улици, ќе избие пешак и баш е пешачки премини ќе помине, а нема ни семафор. Пешаците треба да поминуваат стриктно на семафор. Доколку сообраќајката се случи со пијан возач, дрогиран, брзо возење, без возечки и така натаму, тоа треба да добие добра казна. А за кривична... Дали сметате дека се еве доволно строги казните за ваквите возачи кои што усмртуваат на пешачки премин, особено пешаци? Па за некои да, за некои и така. Сега не знаеме колку и пешакот не е секогаш прав за да му судиме на возачот. Мислам дека ова е нож со две острици и не можеме да бидеме сигурни така колку е тоа точно да земеме здраво за готово. Така, благодарам многу за вашето учество и за оно што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Ви потсетувам, бидете активни и на профилот на Црвена линија на Facebook, пишувате коментари, може би голем дел од вас нема да можете или да успеете да се вклучите во живо, но секако ова е просторот, повторувам, на Facebook и профилот на Телма телевизија, заследете го, но и профилот на Црвена линија, објавена е темата таму, пишувате коментари и секако да се држиме и до пристојноста на истите. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Секако на линија сте и тоа е на Црвена линија. Поздрав од Охрид, Велјан, одамна не сте. Немаше, па добре дојдовте. Така е. Добре ве најдовме. Да, така. Вака се, прво сите ние, кога ќе излеземе од дома, сите сме учесници во сообраќајот и треба секој, значи да посебно шестото угло да го вклучи, каде поминува, како поминува, значи и дали има пешачки обележен, необележен, семафор, нема семафор и така натаму. Значи треба да се обрне големо внимание. Додека возачите со самото влегување во возилото, он мора да размислува каде ќе оди, значи кога треба да стаса и дали тргнал на време. Ако тој сето тоа си го стави во джепче, значи дека треба да стаса за 20 минути, нека тргне порано 5 минути. Нека ги чита семафори со знаците. Ако пишува 40, не вози повеќе од 4. Пише 60, до 60. Значи со тоа некој го предвидел, значи начинот на возење за да не дојде до несакани последици да има. Но а дали е време законот да ги третира овие возачи како сторители? Значи, но секогаш треба да биде почитувањето, значи и на пешакот, и пешакот да почитува возачот, зашто тоа е машина, сепак не може да застани одма. Сега, во однос на казните, никој не ми го дал животот бакшиш и никој нема право да ме убие на пешачки премин. Секој да одговара по словото на законот, па колку и да не е виновен. Благодарам, поздрав. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. И ако ви звучи невозможно, ова е вест која што е пред некои 3 месеци, ќе потсетиме само дека Хелсинки е воедно и прогласен за прв европски главен град со 0 смртни случаи за една година. А на што се должи сето тоа и како е постигнат овој резултат? Сето тоа е постигнато благодарение на ограничување на брзината, инфраструктурата за пешаци и велосипедисти, кој што имал градот направен значително напредување во однос на оваа инфраструктура, автоматски надзор, инсталирани се камери за следење на брзината и за преминување на црвено светло, што влие, како што нагласуваат врз дисциплината кај возачите, јавен превоз и технологија во возилата. Хелсинки, ќе посетим, има развиен систем на јавен транспорт и користи модерни технологии за активна безбедност во возилата. Драстично намалување на повредени и еве ќе потсетиме дека пред само 3 месеци Финска беше нагласено дека води на ниво на држава како држава во која што е огромна безбедноста во сообраќајот. Па еве, кај нас дали сметате дека е време законот да ги третира овие возачи кои што се несовесни како сторители на тешки кривични дела? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Па, видете вака, ние возачи
Ние сме и возачи и пешачи, и пешаци во исто време. Така да треба да се придржуваме према сите прописи. Треба да знаеме на кој пешачки премин можеме да одиме да пешачиме, кај да минеме улицата, а исто така како возачи да знаеме кај да застанеме и кога да застанеме пред пешачкиот премин. Така да има пешаци кои што кај што нема семафори, кои што возат велосипеди, си возат на пешачки премин велосипеди. Јас имам видено полицаец кај што ги запира нив, ги слегува од велосипед, му вели да слезат од велосипед и на пешачки премин да бидат пешаци, а не да возат велосипед. Исто така и со оние сега мора се тротинети и што ти ја знам електрични. Добро, еве дали е време законот да ги третира овие возачи, да речеме, кои што прават вакви несреќи на кои што сме сведоци на сам пешачки премин. Видете сега, кој е возачот крив, законот, фала Богу, треба да биде ригорозен. Така, благодарам на одговорот на нашето денешно прашање и еве ќе повториме дали е време законот да ги третира овие возачи како сторители на тешки кривични дела. Секако ќе ве прашам и дали казните за возачите кои што предизвикуваат смрт на пешак според вас се доволно строги. Добар ден. Ало, добар ден. Да ве слушнеме, во црвена линија сте. Па видете, сторителите на овие дела и се третираат како сторители на тешки кривични дела. Бидејќи ако сте работеле, сте го читале законот, имате три члена со кои се опфатени сторителите на овие кривични дела. Тоа ви се 297, каде што имате лесни телесни повреди, членот 300, каде што имате тешки телесни повреди, и членот 301, каде што е неукажување на лице, помош на лице повредено во сообраќајна незгода. Проблемот е, ми се чини мене повеќе во квалификацијата небрежност и умисла. Дали тука нешто при судењето треба да се направи. И за висината на казната што ќе се изрече во насторителот за кривичното дело. Бидејќи не знам колку се запознаени дека не е иста казната ако почине на лице место и ако почине во рок од 30 или 45 дена по незгодата повредениот. Така да тие се во групата на тешки кривични дела. Но, колку се взимат и оценителни околности во времето, така да, еве, земете и неуедначената судска пракса. Ако видите во Скопје имавте 18 години за смрт на пешачки, во Тетово би беше изречена 2 години смртна казна. Тука треба да бараме причината, што мене поише ме нервира. Не е уедначена судска пракса за ваков тип на кривични дела. Што да се каже друго, тоа е сепак, меѓутоа и дека би требало. Благодарам многу за вашето учество во црвена линија. Продолжете да не гледате. Пристигнуваат и коментари, всушност тоа се и одговори на денешните прашања. Ќе почнеме со коментарот на Јохан Ел Сезар, кој што напиша: од поискусните сум, читај по старите, па би сакал да го кажам следново. Човек кога се раѓа како пешак. Ако не стекнеш собраќајна култура како пешак, се понатака е бадијала. Ние како деца сами одевме на училиште, сами одевме секаде, сами одевме на фудбалски надпревари, сами одевме на клизалиште и сакајки или не сакајки, сме стекнале некоја собраќајна култура. Бевме воспитувани како преку улица, како преку семафори, како преку улица кога нема пешачки. Секој воспитан пешак, верувајте, ќе биде и воспитан шофер на автомобил, автобус, а богами и на авион. Проблем е што денес родителите ги носат децата во училиште. Децата поима немаат поглед ни лево, поглед ни десно, семафор пешачки, не пешачки. Прашајте јавно кој родител го пушта своето дете да отиде само на роден ден на музичко, на школа, до маркет, до другар, дома. Не постои таков. Тие собраќајно невоспитани деца поради родителите денес возат автомобили и се случува тоа што се случува. Возам по Скопје во
слободно можам да кажам дека во процент над 80% се криви пешаците, бидејќи се невоспитани. Да не биде дека само јадам сладки, слободно може одговорните да се обратат до било која земја од Европската Унија, каде тоа е многу добро решено. А решено е најверојатно со многу добри казни, за да никогаш повеќе не им текне да го повторат делото. Благодарам многу, Јохан, за активното учество во Црвена линија. Ако не следите, продолжите и понатаму. Одиме во живот. Добар ден. Добар ден, драга Тина, се јавувам. Поздрав од Неготино. Од Неготино. Повелете, не слушаме. Кај нас казните да прегазиш човек се премногу благи. Повеќе важат казните да прегазиш куче или маче отколку човек. Не го ферма човекот за ништо. А и казните не важат за сите подеднакво. Се поделени на луѓето се поделени на подобни и неподобни, тоа е од прв и од втор ред. Јас имав пример во фамилијата. Мојот син беше удрен на пешачки, фала Богу жив е, ама он си знае какви болки има 3 години. И за 24 сата со благослов од градоначалникот наш од Неготино Горан Стојанов, пешачкиот премин беше избришан. И сега не постоje пешачкиот. Кај го има тоа право? Сарам да му е, жал да му е. Еве, кажете ми во однос на казните, еве, во однос на овој случај кој што, за жал, вие имавте таква ситуација во вашиот дом, дали сторителот доби построга казна? Не, мило, само 200 евра беше казнат и ништо веќе и дому било многу. Се поврзаа судии, адвокати и од неговата страна, од мојата страна и појо Вук Магарас. Благодарам многу за учеството и за споделеното со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме со вас во живо 023070005. Црвена линија, повторувам, денес ве прашуваме дали е време законот да ги третира овие возачи како сторители на тешки кривични дела. Добар ден. Ако може се доискажам, Тина. Секако, повелете. Ја мислам дека крајно е време, дека ние треба да подесеме иницијативи за, да не кажам, поделување на пешачкиот и активниот сообраќај на булеварите, да ти кажам право. Да се прават иницијативи за оние надземни пешачки премини, за да може на критичните места. Зашто ги видите една глупост што се случи на Битпазар. Вие имате надземен пешачки премин за пешаци, каде што има направено и лифт за лица со посебни потреби, ама некој мозок од градско собрание притиснат од политиката, на 10 метра оставил слободна ограда, па вие имате поише пешаци, а на отворот, кој не е обележан пешачки премин, пазете уште, но ни еден пешак немате на надземниот пешачки премин. И сега гледате, дури, тоа кога се меша секој паметен мозок во она сфера кај што не треба. Или земете го зеленото пазарче, прекчера поминав таму, гледам, направиле огради и се останато. Наместо да се направи тука еден надземен пешачки премин, каде што пешаците ќе може слободно да поминуваат преку улицата за да пидат према зелениот пазар, бидејќи знаеме зашто се помине, ние упорно го градуваме тоа 160 сантима за пешак да преди по градот за да се движи по коловоз. Мислам дека така треба веќе да се барат да се решаваат овие критични точки со надземни пешачки премини, бидејќи ни еден друг метод не дава резултати. Се вози брзо, ете и со тој зелен бран на Партизанска не даде резултати. Благодарам за повторното вклучување и ве практично демонстрирано, доколку сметате дека ви требаат повеќе од 90 секунди. Секој ден од вас е добре дојден и повторно да се вклучи во Црвена линија со ново вртење на нашиот број 023070005. А пристигаат и многу коментари, продолжете, пишувајте, активно учествувате во оваа денешна тема на Црвена линија. Продолжуваме со она што го напиша Тони Филев.
Во Италија треба да го туркате велосипедот на пешачки. Доколку возите велосипед на пешачки, велосипедистот е виновен. Благодарам, Тони Филев. Секако ќе подсетиме Црвена линија. Денес конкретно ве прашува дали казните за возачите кои што предизвикуваат смрт на пешак се доволно строги и дали е време законот да ги третира овие возачи како сторители на тешки кривични дела. Добар ден. Здраво. Здраво, во Црвена линија сте, повелете. Види, ако зборите за случајот каде Гоце Јосиф Мостето, нели беше? Вчера, завчера, кога се случи тоа? Се слушаме? Сега подобра, повторете уште еднаш. Па, ако збориме за случајот кај мостот носи Зелче, тој случај ли го збориме? Не зборуваме за сите вакви случаи, како и случајот пред гимназијата Јосип Брз Тито, пешачкиот премин. Еве, во однос на законите, дали е време да се сменат и да бидат построги казните за ваквите возачи? Види сега, ако збориме реално за законите да се сменат, јас многу пати вакви некои емисии кај што имало вакви работи и порано за иста тема, сум рекол, значи, према приходите што ги има тој штетникот, што ќе ја направи бељата, така да биде казнат, значи, према приходите у проценти. Значи, ако некој зима 30.000 плата, 70% према тежината на кривичното дело, на прекршочното дело. Ако е поголемо кривично дело, значи му накачуваш процент од приходите што ги прима. Ако е некој супер милиардеров дека зима у милионски вредности ова, така него ќе му земеш само 70-80% од приходите што ги добива. Да осети. А не вака 50 евра за Срđan Керим, 50 евра за мене, 50 евра за тебе. Па не е исто. А во однос, добро, истече времето. Ние секако денес ево уште еднаш ќе повторам. Сакаме од вас да слушнеме дали сметате дека казните за возачите кои што предизвикуваат смрт на пешак се доволно строги. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, да се доискажам, драга Тина. Повелете. За мојот син тој што го прегази коло Мицев од село Вешија беше казнет со 200 евра. Не, ова е срамно и жално е. Глушец да се газиш по толку малку нема да те казнат. И многу му било и 200 евра, не требало да го казнат ич, оти он е многу јак, со сите е побрзан, винари има. Сите ги чаште. Ама, ќе му го вратам кога и да. Ве молам да не ве исклучиме, само немојте колку и да сте гневни. Животот ми е огорчен, животот детко има до ден денеска болки. Не можам болки да... Јас и знам како поминува. Болки има огромни, поболен на биениците, удареното. Не се трпе дето писка, па и секогаш се промени во времето, денеска во 5 сезони ќе се спене. Кажете ми, еве се јавувате од Неготино. Каква е, да речеме, ситуацијата во Неготино во однос на тоа дали како учесник во сообраќај, еве во последнава година се чувствувате безбедно? Не безбедно. Тој е многу јак, многу сака да газе, многу е јак, богат е. Кој го сакам, тие ќе го согазам. Кога и да ќе го вратам, мене секој животот ми е огорчен. Ич не го оставам. Добро, благодарам многу за повторното вклучување во Црвена линија. Морам да објаснам. Ние се држиме до етиката и сосема е логично да бара Црвена линија од секој еден од вас да го држиме нивото на изразување. Тоа значи да се држиме до културата на изразување. Сепак ова емисија која што ја гледа целата публика, дури и оние кои што се малолетни. И го разбираме и гневот, и болката, и најверојатно во однос на темата како што беше и ситуацијата со претходната гледачка и директно да сте засегнати од она за што зборуваме, но ве замолувам, потрудете се да не колнете, да не користите пцости, да нема говор на омрази, секако говор кој што е вулгарен и полцости, ве молам. Добар ден, тоа важи и за коментарите, бидејќи навистина сакаме да прочитаме кој е вашиот став
одговор на денешното прашање. Добар ден. Добар ден. Дали е намален тонот на ТВ приемникот? Морам тоа да прашам. Дали е тоа Бабаровска, која што не знам зошто од денес, од кои причини многу слабо ве слушаме? Нема повторно дојде до исклучување. Добро, продолжуваме понатаму. Дали е време законот да ги третира овие возачи како сторители на тешки кривични дела? Еден момент на невнимание подсетуваме и животот на секој пешак може да заврши. Автомобилот во рацете на неодговорни возачи станува смртоносно оружје. Тоа е факт. И дали според вас е време законот да ги третира овие возачи како сторители на тешки кривични дела? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Вака, ако зема, бидејќи тоа е несакан фактор, значи ниту тој што го сторил, ниту тој некој сакал. Тоа е најчесто од небрежност и од невнимание, без разлика кој е крив. Мислам дека поише треба да се обрне внимание на стручните служби, бидејќи најсмртоносните е Партизански и булеварите низ Скопје. Сигурно пешачка зона, кај што е зона 30, дека не се случуваат со тешки последици. Инаку, сите сме луѓе, сите грешиме, дури и мене после 30 години професионално возење на секаков вид сообраќај, у задни 10 години низ цела Европа, мене ми се дешавало на пешачки со телефонот. Мене ќе ми изгази кола. А инаку околу Партизанска, поготово тука живеам 50 години, дека од Јосип Броз, старото основно училиште у Влаје, дете изгазени, у комши кај сите имал 2-3 девојчиња, и цела Партизанска, кај што е булеварот 3 ленти, мора да има друго решение него пешачки првин со го бушиме со обраќајот, пешачки на секој 20 места, и таму се дешаваат булеварите со смртни последици у Скопје. Мислам дека тоа се критични точки кај што еве сега се избори, имаме нови градоначалници кај што стварно е време да размислат низ Јане Сандански, низ Партизанска. Така, благодарам за вашето учество во црвена линија. Ке подсетам, 90 секунди се предвидени за едно вклучување, но секој ден од вас и ќе ве охрабрам доколку сакате да се доискажете, ви требаат нови 90 секунди, секако сте постојано добре дојдени и повторно да го завртите нашиот број. Продолжуваме секако и со коментарите. Продолжуваме со коментарот на Трифун Запаренко, еве што напиша: подхитно да се смени законот за пешачки премин и пешаците. И сето тоа убаво да се објасни и за пешаците, и за возачите, и за сите учесници во сообраќај. Благодарам до господинот Трифун. Пишувате коментари. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Момент да намалам телевизор. Така треба, да, намалете го секогаш тонот на телевизорот. Повелете. Добар ден. Следиме наолку колку што имаме можности, вртиме различни програми, сега сте многу интересни. Јас прашањето малце поинаку би го поставил. Не дали треба да се направи измена околу висината на одговорноста на оние кои што го прават тоа кривично загрозување на безбедност на патен сообраќај и така натаму, туку би требало да се поразмисли малце околу измена во одредување на одговорност на оние кои што треба да ја утврдат одговорноста. Се работи за различни случаи. Различни пешачки премени, различни пешачки зони и така натаму. Се знае што е пешачка зона, се знае што е премин коловоз, се знае што е семафор. Спомнавте Финска. Финска е далеку од нас и по совеста и свеста и така натаму. Законодавецот многу во тоа што предвидел и пешакот и возачот го почитуваат. Сообраќајка без разлика каде е направена, еве да споредиме во Скопје на одреден дел, или Тетово, или Гостеве и така натаму. Не може за иста одговорност
за исти степен односно на одговорноста да се донесат различни пресуди. Се работи за тешко дело против безбедност на патен сообраќај каде што жртва е пешак или било што. Во случајот се работи за тешки дела против животот на луѓето. Доволно обвинителот дал време и простор истражниот судија да најде време да ги утврди сите одговорности на оној кој што треба да биде одговорен или да биде казнет оној кој што треба да биде казнет. Благодарам. Ви благодариме и ние за учеството во Црвена линија и се надевам дека и повторно ќе бидете дел од секој едно наредно издание на Црвена линија. Благодарам уште еднаш. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добро, секогаш мора малку време да дадеме за да се разбира се вклучите во Црвена линија, но ќе го искористам тоа време додека очекуваме ново вклучување да ве потсетам да не заследите на Инстаграм, бидејќи е во текот на целиот ден активна и нашата денешна анкета. Прашањето е дали казните за возачите кои што предизвикуваат смрт на пешак се доволно строги, да или не? Кликајте на вашиот одговор, се додека трае Црвена линија, се разбира, можете да учествувате во анкетата, а некаде пред самиот крај ќе ги сумираме резултатите, ќе ги пресметаме во проценти и ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите. Се уште сме во активни, во фокусот на тоа да слушнеме што ќе кажете сите вие останати кои што допрва ќе се вклучите во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете ве, слушаме внимателно, во Црвена линија сте. Слушајте, јас по моje мислам дека не помагат никакви казни. Ја предлагам, никој не мора да ме слуша, али тоа е мој предлог. На сите пешачки премини да се стават рампи поврзани со семафори. На жолтото светло да се спуштаат семафорите за да можат безбедно да поминуваат пешаци. Фала и пријатно. А во однос на казните? Се исклучи гледачот. Добро, некој од вас, еве, сте многу покуси од предвиденото време, 90 секунди. Големо благодарам и за гледачот. Па еве, драги мои, можевте да слушнете на вистина лепеза од најразлични одговори и сугестии, и што е она што може на вистина да ја зголеми безбедноста кога сме учесници во сообраќајот, а особено безбедноста на пешаците, бидејќи неретко, па дури и секојдневно сме сведоци на усмртени пешаци и токму на пешачки премини. Па еве, дали сметате дека е време и законот да ги третира ваквите несовесни возачи кои што усмртуваат пешак на пешачки премин, дека всушност предизвикуваат смрт на пешак, заслужуваат да имаат построги казни, дали треба да има измени во законот и да се гонат како сторители на тешки кривични дела. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме во Црвена линија? Еве, јас малку ќе почекам. Ете, такво е и кај нас правилото, технички аспект мора да бидеме и ние трпеливи, бидејќи од едно на друго вклучување, секако не може тоа да биде веднаш. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, јас ќе преминам на Facebook, бидејќи пристигаат, се разбира, коментари, но ајде да дадеме предност на гледачот. Добар ден. Добро ден и добро вечер. Добро вечер, повелете. Вака, благодарам. Да исполнам искуство. Значи, не почитување на законите и на правилата, или било што. Значи, е казливо дело. Земајќи во предвид, Холандија, Германија, Данска, Шведска. Значи, пред училиштата имаш 30. Доколку не намали, значи, директно се одзема возачка дозвола и тоа на 3 месеци. Пред големите пешачки премини во градовите, значи, има механизми кои се нарекуваат каскади. Тоа ти е дупка, која што е цела лента 2,5 метра или 2,70 и се отвара. Значи, кога е зелено, значи, се отвара, тој метален платформа е таа, значи, паѓа долу и се отвора дупка. И кој и да е, кој ќе тресни внатре, значи, пола кола ќе остаи, со се предни тркала таму во дупката. Значи, тоа ти е по автоматизам, ти мери километража, некаде
брзина на ова, на разделеченост и некаде значи на 5 до 10 метра пред дупката. Ако си поеќе од 20 километри се отвора каскадата. Значи тоа, овие нашиве политичари и сообраќајни инженери, ја ги викам патлиџани, затоа што со патлиџани и со врски поминуваа, значи треба кога одат горе да постават тоа што им е работа, а не да гледаат у кафичи и да зеат лево-десно по таван. Значи тоа е сообраќајна неписменост и некултура. Благодарам. Велиме, ние благодарам за вашето учество во Црвена линија. Само уште и овој коментар на Горан Чоков напишал: во секој поглед законот недвосмислено треба и мора да ги третира несовесните возачи кои придонесуваат за тешки сообраќајни несреќи со смртни последици, како сторители на тешки кривични дела. Во последно време, независно од возраста, прерано завршуваат нечии животи токму поради тешките сообраќајни несреќи од несовесни возачи. Убав остаток од денов, ние продолжуваме со реклами, а по рекламите ќе ги соопштиме и резултатите од анкетата на Црвена линија. Време да погледнеме како одговори оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не следите, заследите на во овој момент и учествуете веќе во утрешната анкета на Црвена линија. А денес ве прашавме дали казните за возачите кои што предизвикуваат смрт на пешак се доволно строги. Еве како се одговори. Со да одговори 11%, со не 89%. Тука на самиот крај ќе ве потсетам секогаш да кликате и на telma.com.mk за да бидете целосно и квалитетно информирани. И не го менувате каналот, останете на Телма, следува директно со Младен Чадиковски.